Со големо задоволство сакам да ви соопштам една информација и се обидувам да направам невозможна мисија, да стигнам пред Фейсбук. Доаѓам од Наставно-научниот и уметнички совет на Факултетот за драмски уметности во Скопје, кој едногласно ја отфрли било каква дебата. Значи, кој отфрли било каква дебата, а камоли да му одговори на ректорот, нели, како ние мислиме да го се спроведе тоа. Сега злобниците ќе кажат, голема работа, 30 души наставнички совет во однос на филозофскиот факултет, например, и така натаму. Меѓутоа, тоа што беше важно, а потикнато, се разбира од првиот и особено од вториот студентски марш, беше тоа дека наставниците на Наставно-научниот и уметнички совет при Факултет за драмски уметности не сакаат да почекаат што ќе реши правниот, што ќе реши економскиот, големите играчи, нели, во бизнисот, во образованието, туку напротив инсистираше да го кажеме тоа сега. Сега, додуше, ја немам изим да го пренесам овама, бидејќи одлуката е веќе донесена, се чувствам слободен да го споделам. И моето задоволство, возбуда и радост дека кој друг ако не уметниците кои што постојано не есапите, нели, за така малку откачени, малку несериозни и така натаму и така натаму. Мериторноста, односно измерливоста на знаењето, и тука сега ние сите пукнавме заедно, нели, со овој нов, нели, предлог, како ќе го измерите знаењето? Односно како ќе го измерите образованието? 5 прашања, ја нели, отфрлам да мислам, а камоли да коментирам. На тоа. И на целото тоа писмо кое што ја го носим тука со мене од министерот, проследено, за жал, само проследено од ректорот на овој универзитет. Значи, необразованието всушност не значи дека треба да не се знае или да се знае помалку или да се знае оволку посто или толку посто или да се знае за 5 прашања. Необразованието е всушност како стратегија образованието поставено од онаа друга страна, од страната на необразувањето. Така што и колегата, јас пред малку што имаше анализа, нели, на правните аспекти, и прво што и шепнав на Маја, на колешката, веков, па овие министерство немаат оваков правник да го изанализира сето ова дека е вака. Кај да сме направили? Но не, за среќа, знаете, за среќа не е само тој. Ги следам сите активности и цела стратегија на студентскиот пленум. Алал да ви е. Алал да ви е. Точно онака како што оваа влада играше сите овие години против сите нас другите. Пресконференција, контра пресконференција. Протест, контра протест. Тепачка, против тепачка. Очигледно дека системот се растура само, нели, внатре системот, односно со средствата на системот. И сега, засега, се одлично функционира, и ја тука тоа би го подржал, или ќе подржам, се разбира допри. Но, што ми беше поентата? Тоа што е многу важно е да разбереме сите во нашето критичко мислење, дека, всушност, реформите нека не залажуваат. Реформата не значи ништо доколку таа нема пред себе, нели, далекувидост. Односно, како што се одвиваат работите, јас се држам стрикно до насловот на оваа трибина, честите измени на законите во високото образование. И затоа Лисман тука посветува скоро 1/3 од книгата. Мораме да разбереме и да прифатиме дека реформите се прават само заради реформите, заради реформирањето, но не и за реформирањето. Погледнете колку измени на Законот за високо образование се случи во последните 4-5 години. Па нашата правна служба веќе не знае по која верзија, по која дополнување и која измена да работи. Правниците се нонстоп онлайн, да би рекол, на телефон, нели, советувајќи се меѓу себе што прават. А камоли па вие како студенти.